часот го следите дневникот на К1. Добро вечер. Следуваат настаните на денот, а веднаш потоа започнуваме со најновите информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас. Земјоделците задоволни од последното законско решение за признавање на земјоделскиот стаж. Армијата на Република Македонија го одбележува својот ден. Повеќе од 200.000 ученици ќе бидат вклучени во проектот Бесплатни учебници. Позитивни индекси на наталитетот, особено со поддршката која семејствата ја добиваат преку владините мерки за сите оние кои ќе се одлучат за трето, четврто или повеќе деца. Позитивниот тренд ја нагласува потребата за отворање на нови градинки во повеќе општини во државата. Владините мерки за поттикнување на наталитетот вродуваат со плод. Проектите кои непречено се спроведуваат обезбедуваат подобар економски и социјален развој. Најмладите добиваат одлични услови, обновени или изградени нови градинки и училишта во кои го добиваат соодветното образование. Поволностите и ниските партиципации во високото образование пак дополнително помагаат младите да се изградат на интелектуален план. Целта на привлекувањето нови инвестиции и отворањето на нови работни места е токму обезбедувањето по квалитетен живот. Големи успеси бележат мерките со кои се предвидува помош за сите оние кои ќе се одлучат за трето, четврто или повеќе деца. Трендовите се менуваат. Работите одат кон подобро. Мерките што се преземаат од владата даваат резултати. Ваквото покачување е за повеќе од 100%. Тоа се одлични показатели. Таквите трендови мора да продолжат и дополнително да се прошират. Според премиерот Груевски, потребата за отворање нови градинки дополнително говори дека државата се подмладува и ќе има некој што ќе го наследи сето она што се создава. Деца во градинки во Република Македонија. Во 2006 година 15.600 деца биле сместени во градинки. Тоа са 9,6% од сите деца, што може да бидат сместени во градинки во тоа време. 2014 над 35.000 деца се веќе сместени во градинки од оние деца кои што се на возраст да бидат сместени. И тоа е 26,6% од децата кои би можеле да бидат сместени во градинки. Тоа е сериозен раст, крупен раст. Затоа што во меѓувреме се инвестира многу во отворање на нови градинки и тој тренд ќе продолжи уште позасилено во иднина. Министерот Диме Спасов информира дека се целосно посветени на проектот за отворање 40 нови градинки. Во изминативе 2,5 години отворивме вкупно 31 градинка. Ако во 2006 имаше место во градинките за 16.000 деца, денес има за над 35.000 деца. Ова е значаен напредок и нема да застанеме тука. Интензивно продолжуваме со особен фокус на зголемувањето на бројот на градинки во сите општини во нашата држава. Отворањето нови градинки е од голем бенефит и за родителите кои непречено ќе ги исполнуваат своите работни обврски, додека децата се згрижени во градинките каде ќе се стекнат со потребното образование. Се решава проблемот со пензискиот стаж на неколку стотици индивидуални земјоделци. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов вели дека со измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување се излегува во пресрет на Сдруженијата на земјоделци, синдикати и голем број граѓани. Неколку стотици земјоделци ќе остварат право на старосна пензија. Со измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување кој владата ги усвои на последната седница, трајно ќе се реши проблемот околу пензискиот стаж на земјоделците, законски платен од 1978 до 1988 година. Со ова законско решение, како што рече министерот Спасов, се излегува во пресрет на барањата на Сдруженијата на земјоделците, синдикатите, но и на голем број граѓани. Со овие измени се предлага да се воведе законска можност на земјоделците да им се засмета во нивниот стаж и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година, со што би се создале можности
возможности за исполнување на минималните услови за стекнување со старосна пензија. Реализацијата на оваа мерка подразбира признавање на стажот на земјоделците кои во моментов не ги исполнуваат условите за пензија. Со тоа ќе се обезбеди социјална сигурност и пристојна и достојна старост за нив. За оваа мерка владата ќе издвои околу 34 милиони денари на годишно ниво за исплата на пензии. Убеден сум дека на овој начин ќе излеземе во пресред на овие граѓани и ќе обезбедиме услови за нивна сигурна иднина. Следниот чекор е законот да се усвои на собраниска седница. Истиот ќе се применува од 1 јануари 2016 година и нема да има дополнителни ограничувања, појаснува Спасов. Земјоделците се задоволни од работата на оваа влада. Тантаров и Ризанов велат, додека земјоделците го имаат Груевски како председател на влада за свој партнер, секој земјоделски проблем ќе биде решен навреме. Земјоделците се задоволни од работата на оваа влада. Велат дека последните години за прв пат чувствуваат дека некој се грижи за нивните проблеми. Диалогот е континуиран, а тоа пак според првите луѓе на земјоделските здруженија јак на меѓусебната доверба. Последниот пример со изнаоѓање на решение за оние земјоделци на кои не им се признаваше стажот за период од 1978 до 88 година е потврда за добрата аграрна политика која спроведува оваа влада. Со тоа што го прави владата, мислам дека е голем гест за земјоделците, голем број земјоделци, истите после новата година треба да стапат во пензија со признавањето на овој стаж. Мислам година-две на некој му манка, а на некој можда 5-10, така да со признавањето на овој стаж мислам дека се решава голем проблем на земјоделците кои што порано работеле, плаќале, а сега истите ќе можат да ги уживат, може да го уживат благодетот на пензија. Земјоделците паметат дека по нивна иницијатива оваа влада донесе одлука за намалување на ДДВ-то, на сета земјоделска механизација, на ѓубривата, на хемиските препарати, на семето, но и дека законот за персонален данок претрпе измена токму по нивната иницијатива. Чекор по чекор овие проблеми се надмина. Данокот додавна вредност од 18% за сите производи и материјали и хемиски препарати и машински елементи и трактори и комбајни сега е намален само на од 18 само на 8%. И сега за сега таков данок на додадена вредност во земјите што не обкружуваат не постои. Се додека за свој партнер го имаат премиерот Груевски, Тантаров и Ризанов сметаат дека секој земјоделски проблем може навреме да се реши. Во рамките на активностите на одбележувањето на денот на Арама 18 август, команда за обука и доктрини повтор пат организира и реализира активност надвор од касарната Алекс Одемниевски Бауман под името Отворена канцеларија на Кот. Како е да се биде војник и каков е војничкиот живот? Кои се предизвиците во работниот ден и кои се мотивите пресудни за живот посветен на служба на државата? Ова се најчестите прашања кои граѓаните ги поставуваа во амфитеатарот во Младинскиот парк, каде беше поставена отворена канцеларија на командата за обука и доктрини. Оваа активност веќе трети пат се спроведува како дел од активностите за одбележување на 18 август, денот на армијата. Целта на оваа отворена канцеларија, армијата и командата за обука и доктрини со тоа непосредно се доближи до граѓаните, да им пренесеме нешто од нашиот живот, од нашата работа и да оствариме директен контакт со нив, затоа што армијата секогаш била и секогаш е за граѓаните и блиску со граѓаните. Со презентација на 45-минутен филм, присутните станаа дел од вежбите, подготовките и извршувањето на мировните мисии на македонските војници ширум светот. Од командата за обука и доктрини велат дека се задоволни од приемот и интересот на граѓаните. Граѓаните нова манифестација остваруваат директен контакт со лицата кои што се одредени за, да речам, за реализација на оваа активност. Тоа се офицери, подофицери, професионални војници, војници на доброволно служење на војниот рок. Граѓаните во принцип чувствуваат армијата блиска и тие секогаш и без да чекаат нека посебна дозвола доаѓаат и се интересираат како е да си војник. Активностите за прослави и одбележување на денот на армијата започна уште пред 30 на дена. Со организација на спортски надпревари во мал фудбал, пинг-понг и шах, како и со спроведување на хуманитарна акција, од која собраните средства се донираа во општинската организација на Црвениот крст.
Продолжува проектот за бесплатни учебници и оваа година ќе бидат вклучени над 200.000 ученици. Овој проект се спроведува 7 година поред и за истиот ќе бидат инвестирани 7 милиони евра. Продолжува проектот за бесплатни учебници. За ова ќе бидат инвестирани 7 милиони евра. Сега учебниците постари од 5 години ќе се заменат со нови. Нема да бидат заменети учебниците по математика и природни науки за 7, 8 и 9 одделение. За над 200.000 родители ова е значајно олеснување и голема помош. Помош е за книгите што се даваат бесплатно. Па секако дека е од помош, значи се што е бесплатно, се што е дадено на користење на нашите ученици кои што се идни нели од септември, секако дека е од помош за нас пред се за родителите. Па сигурно да, зашто еден комплет сигурно кошта 2.000 и повеќе, а бесплатни. Овој проект се спроведува 7 година поред, истакна премиерот Никола Груевски. Минатата година математика и природни науки од Кембридж програмата влегува во прво, второ и трето одделение. Ова 2015 од септември 4, 5 и 6, а следната 7, 8 и 9 година и 9 одделение ќе добијат учебници од Кембридж програмата по предметите природни науки и математика. Потоа планираме да продолжиме и за средните училишта, а откако тоа ќе го завршиме, по овие два предмети, планираме да разговараме и за други наставни предмети да се вкопат во Кембридж програмата. Учебниците по Кембридж системот за математика и природни науки за прво, второ и трето одделение беа заменети лани, а годинава ќе бидат заменети за четврто, петто и шесто одделение, потенцира Груевски. Нема логика годинава да се печатат нови учебници по овие предмети по старата програма, затоа што тоа ќе се прави идната година. Свети Николе ја подигнува хигиената во општината на повисоко ниво. Јавното комунално предпријатие набави 70 нови контейнери кои ќе бидат поставени пред колективните згради. Локалната самоуправа ќе додели и корпи за отпадоци за секое домаќинство, со што трајно ќе се реши проблемот на граѓаните. Повеќе од прилогот на Емилија Ничовска. Набавени 70 нови контейнери за поголема хигиена во општина Свети Николе. Садовите за отпад ќе бидат поставени пред колективните згради, со што трајно ќе се реши проблемот на жителите кои домуваат во нив. Контейнерите се набавени преку јавното комунално предпријатие, а во најава и набавка на отпадни корпи кои ќе го задоволат капацитетот на секое домаќинство. Локалната самоуправа ќе набави 1500 канти, од кои што 700 канти сега го распишуваме тендерот, ќе бидат поделени на граѓаните кантите, значи тоа ќе бидат големи квалитетни канти, ќе бидат поделени со тоа што таму каде што има контейнери ќе се трнат контейнерите ќе бидат заменети со канти, секој домаќинство ќе добие канте со бројче, таа ќе биде задолжена на реверс со одредена сума, нема да се наплаќа, значи кантите се донација од мене, од градоначалникот и од локалната самоуправа, оврска ќе биде грижливо да се чува и да се одржува. Локалната самоуправа активно работи и на подигнување на свеста кај народот во поглед на селектирање на тврдиот отпад. Ние сме во источен плански регион припаѓаме во делот на справувањето со цврстиот отпад, има стратегија, мислам дека до крајот на годината ќе почне да се работи со тоа и граѓаните ќе мора да се навикнуваат во перспектива да го делат и да го сепарираат отпадот. Сега тоа е само како проект кој што е од страна на локалната самоуправа. Набавката на отпадните контейнери и корпи е дел од проектите на општина Свети Николе, кои значително ќе придонесат за зголемување на нивото на хигиена и зачувување на животната средина. Тиквешкото езеро, иако вештачки створено, плени со неговата убавина. На територијата на Тиквешкиот регион можат да се забележат бројни цркви и манастири. Еден од нив е и Полошкиот манастир. Колешката Илица Радавска беше таму. Природното богатство со кое располага нашата држава допринесува за зголемување на туризмот. Иако вештачки створено, Тиквешкото езеро плени со неговата убавина. Според својата географска положба, езерото може да се подели на два дела. Горен дел кој се протега во правец запад-исток, почнувајќи јужно од мигрираната населба Гудјаково, па се до сливот на реката Блашница во Тиквешкото езеро, и долен дел кој прави лако 90 степени, почнувајќи од сливот на реката Блашница, па се до браната на хидроелектраната Тиквешко
тиквеш. Тиквешијата во климатски поглед представува подрачје во кое се мешаат медитеранската, континенталната и планинската клима, но со изградбата на акумулацијата видно се изменети климатските услови. Во последните 10 години има поблаги зими и посвежи летни периоди. На територијата на Тиквешкиот регион може да се забележат бројни цркви и манастири кои представуваат културно-историски споменици. Еден од нив е и Полошкиот манастир. На левиот брег на Тиквешкото езеро се наоѓа манастирот Свети Ѓорги, кој што представува бисер на македонската средновековна уметност, воедно еден од незначените културно-историски споменици во Македонија. За да се стигне до овој манастир, потребно е да пловите 12 километри со чамец. Инаку, прекрасниот пејзаж со кој што изобилува Тиквешкото езеро не воодушевува. Местово изобилува со духовен мир и спокојство. Изграден во првата половина на 14 век, манастирот народното име го добива по селото Полошко, кое по изградбата на вештачкото Тиквешко езеро е потопено. На 20 август ќе се спроведе вонредна авионска дезинсекција на подрачјата на 9 центри за јавно здравје. Издадени 186 одобренија за градба. Министерството за здравство во четврток на 20 август ќе спроведе авионска дезинсекција на подрачјата на 9 центри за јавно здравје, и тоа Куманово, Тетово, Битола, Прилеп, Охрид, Кочани, Струмица, Штипи, Велес. Ќе се зафати вкупна површина од околу 6000 хектари, со посебен акцент на подрачјата зафатени од поплавите. Авионската дезинсекција ќе се изврши во утринските часови во периодот од 5 до 8 часот. За таа цел се известуваат лицата кои чуваат пчели, навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите и да не ги пуштаат надвор во наредните 3 до 4 часа од прскањето. Станува збор за втора вонредна дезинсекција организирана од Министерството за здравство заради појавата на поплави кои го зафатија подрачјето на Република Македонија, соопшти Министерството. Според податоците од Државниот завод за статистика, во јуни оваа година биле издадени 186 одобренија за градба, што е за 10,1% повеќе во однос на истиот месец од минатата година. Вкупната вредност на одобрените дозволи надминуваат сума од 2.880.000 денари, што е за 49% повеќе во однос на претходната година. 116 или 62,4% одобренија се наменети за објекти од високо градба, 28 или 15% за објекти од ниско градба и 42 или 22,6% за објекти за реконструкција. На 134 дозволи како инвеститори фигурираат физички лица, додека за 52 објекта инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 209 станови со вкупна корисна површина од 20.688 метри квадратни. Повредени 67 полицајци, уапсени 47 демонстранти во антивладени протести во Еквадор. Еврогрупата се согласи за трет спасувачки пакет за Грција. Ова е светот денеска. Околу 70 полициски службеници се повредени при судир со демонстранти за време на антивладините протести што се случуваа во неколку градови во Еквадор. Во протестите се уапсени 47 демонстранти. Повеќе од 10.000 луѓе учествувале во најголемиот протест, кој се одржал во градот Кито. Со стапови, камења и запалливи материи, демонстрантите ги напаѓале безбедносните сили, кои се одбраниле со солзавец. Жителите на Еквадор ги организираа протестите поради незадоволството од политиката на председателот Рафаел Кореа и од намерата на владата да го измени уставот. Една од планираните измени би му дозволила на председателот Кореа во 2017-та повторно по четврти пат да се кандидира за шеф на државата. Еврозоната постигна согласност за трет спасувачки пакет за Грција. Министрите за финансии на земјите членки на Еврогрупата се согласија нови кредити да и бидат одобрени на Грција во следните 3 години. Европската комисија соопшти дека вредноста на овие кредити може да достигне 86 милиарди евра. Председателот на Еврогрупата, Јерун Дейселблум, изјави дека 25 милиарди евра од оваа сума ќе бидат наменети за рекапитализација на грчките банки. Грција има рок до 20 август за исплата на 3,4 милиарди евра на Европската централна банка.
Генералниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Кристијан Лагард го поздрави постигнатиот договор во Еврогрупата за треспасувачки план за Грција, но побара значително отпишување на грчкиот долг од страна на европските земји. Според грчкиот министер за финансии, постигнатиот договор за финансиска помош ќе ја придвижи земјата напред. Македонските одбојкари со сребрен медал. Женската кадетска ракометна репрезентација на Македонија поразена од Словенија. Македонската одбојкарска репрезентација се закити со сребрен медал, освојувајќи го второто место во Европската лига. Со овој пласман македонските одбојкари го подобрија резултатот од лани, кога стигнаа до полуфиналето и завршија на делба на третата и четвртата позиција. Оваа година тие не успеаја да стигнат до злато, затоа што словенечката селекција се покажа како посилна и го заврши финалниот надпревар со 3-0 во сетови. Но сепак серијата добри игри, особено во финишот, го донесоа овој најдобар резултат за нашиот одбојкарски состав. Селекторот на Македонија Жарко Ристовски, честитајќи им ја победата на словенците, изјави дека иако одбојкарите имале потешкоти и во приемот, сепак е горд на своите играчи за постигнатиот резултат. Во дуелот за третото место, Полска ја совлада Естонија со 3-0 во сетови. Женската ракометна кадетска репрезентација на Македонија во рамки на второто коло од Европското првенство што се одржува во Скопје доживеа пораз од Словенија со 31:20. Ова е втор пораз за Македонија, која во првото коло убедливо беше совладана од Шведска со резултат 32:16. По овој пораз македонските кадетки ги загубија сите шанси за пласман во следната рунда, па на дуелот против Чешка преостанува битката за избегнување на фенерот на табелата. Овој надпревар се игра во недела во 19 часот, а Македонија со победа ќе остане во игра за 10-то место кое носи директен пласман на светското првенство идната година. Игор Стефановски Идже, актуелниот европски првак во групата Х, ќе ја вози 10-та трка во сезоната во која му се пружа шанса за официјално да ја одбрани европската круна. На 3 трки до крајот, најдобриот македонски автомобилист треба да победи на патеката во Швајцарија, а при тоа неговиот најголем конкурент Војачек да го попречи во освојувањето на оваа трка. Со 190 бода во генералниот пласман, односно 34 повеќе од Војачек, оваа трка е прва од трите шанси за повторно освојување на европската титула. Идже сезонава победи на 7 од 9 трки, постави низа рекорди на патеката, а патеката која му е следен предизвик веќе ја има освоено. Истата е долга 5169 метри, а трката која ќе се вози по неа е најбрза од сите 12 на шампионатот. Според планираното ќе се возат 3 трки, а за пласман ќе се сметаат најдобрите 2 времиња. Со убедлива победа фудбалерите на Бајерн Минхен успешно ја отворија новата сезона во Бундеслигата. Јенузај победнички за Юнајтед, меѓународен спорт. Со убедлива победа од 5-0 против Хамбургер, фудбалерите на Бајерн Минхен успешно ја отворија новата сезона во Бундеслигата. На преполната Алијанс Арена баварците не им дозволија на противниците ни за момент да помислат на позитивен резултат од мечот. Екипата на Пеп Гвардиола од самиот почеток ја презема контролата на играта со неколку потенцијални шанси за во 27-та минута Бајерн да поведе со голот на Мехди Бенатија. Целосната капитулација на Хамбургер продолжи во второто полувреме преку головите на Левандовски, Даглас Коста и Милер во 2 наврати. Перфектниот старт на Бајерн во новата сезона ги најави сериозните намери на тимот по 4ти пат во низа да се обиде да стигне до шампионската титула.
Аднан Јанозе на гостувањето против Астон Вила беше стрелец на единствениот гол за Манчестер Юнајтед, со што ја оправда довербата на тренерот кој на терен го пушти во стартната постава на тимот. Ова беше единствената измена на Луи Ван Гал на тимот кој минатата недела успешно го совлада Тотенхем. Младиот белгиец на асистенција на Хуан Мата ја искористи шансата во 29-та минута да ја затресе мрежата на Астон Вила. Во второто полувреме од клупата на резерви на Юнајтед стартува и Бастијан Швајнштајгер и Андре Ререра. До понеделник се завршуваат и останатите средби од второто коло, меѓу кои дерби дуелот меѓу Манчестер Сити и Челси. Фудбалерите на Атлетик Билбао направија голем чекор кон освојувањето на шпанскиот суперкуп, откако во првиот меч ја декласираа Барселона со 4-0. Тимот на Ернесто Валверде потполно го искористи заморот и комбинираниот состав на Барселона и има голема шанса за 3 дена на Nou Camp да го крене трофејот од Суперкупот. Полнењето на мрежата на Барса Атлетик Билбао го почна во 13-та минута, кога Мигел Сан Хосе го казни лошото истрчување на Тер Штеген, па со шут од речиси половина терен му донесе предност на својот тим. На почетокот на вториот дел Педро и Меси има одлични шанси за изремнување, но потоа Ари Кадури за само 15 минути постигна хет-трик. Реваншот на програмата е во понеделник на Nou Camp. Времето денеска беше претежно сончево со локална облачност, а од утре се очекува нестабилност проследена со пообилни врнежи од дожд и електрични празнења. Еве ги деталите. Ова беше се за денес. Имајте пријатна вечер.